Оваа депонија се уште е еден од најголемите еколошки проблеми во Тетово. Сместена е блиску до градот и не ги исполнува потребните стандарди. Оттука отпадот се претовара и се носи во регионалната депонија кај Гостиварско Русино, но ѓубрето често гори, а чадот се шири низ населбите. Покрај проблемот со депонијата, веќе подолг период Тетово меѓу градовите со најзагаден воздух. Постојано е во магла, а дождот не придонесе многу за подобрување на состојбата. Тетовци се жалат на проблеми со дишењето, а овде и најголема бројката на заболени од грип. Дали го чувствувате загадениот воздух во Тетово? Да, пошто ја имам бронхитис е. Како не пречи, па преме годините пречи многу. Ама што да прави, мора да се иде у чаршија да се јаде. Се што имаше дрвја се испосечени и Тетово кое што порано важеше за град по шара со најчист воздух во Македонија, сега за жал, заедно со Скопје е на врвот на најзагадените градови. Министерот за екологија Адемис за ова разговараше со представници на невладиниот сектор и локалната самоуправа. Вели дека мерките на владата ќе траат се додека трае и загадувањето. Од некои од големите индустријски капацитети било побарано да го намалат производството, а се бара соработка и од граѓаните. Помалку да се движат со возила низ градското подрачје, меѓутоа исто така и да користат поквалитетни материјали за грејење. Во Тетово деновиве биле измерени 1000 микрограми PM10 суспендирани честички на метар кубен. Денеска се измерени 500, а дозволената концентрација е 50.